Имав посебна чест да се обратам денес на овој исклучително важен настан, представувањето на првиот национален извештај по родовиот индекс, односно индексот за родова еднаквост. Родовата еднаквост представува прашање кое што е високо на приоритетот на владата на Република Северна Македонија и висок приоритет на Министерството за труд и социјална политика. И податоците од овој индекс, од овој извештај по родовиот индекс ќе представуваат основа за креирање на праведни политики кои што ќе овозможат и жените и мажите да имаат еднакви можности до сите ресурси и до сите услуги во општеството, во сите области на општественото живење и ќе овозможи да политиките кои што во иднина ќе се креираат, да бидат политики кои што ќе се заснуваат на специфичните потреби, приоритети и интереси на жените. Gender Equality Index, it's not only about laws, it's Индексот за родова еднаквост не се однесува само на закони. It is not about how the European Union shapes its policies and priorities. Не се однесува само на тоа како Европската Унија ги креира своите политики. But it's very much to show what does it mean for women and men as individuals to be a citizen of the European Union. Туку покажува што е да се биде жена или маж како поединец граѓанин на Европската Унија. And it shows that in some cases you can compare, let's say if you live in that country or that country, how the government really is accountable for the welfare of women and men in their country. И покажува да може да се направи споредба всушност од земја во земја како владата е одговорна и што прави за мажите и жените во секоја земја. And it also shows that if the government is really thinking about getting the economic growth which the people, women and men create, И ако навистина владата и државата се грижи за економскиот напредок што го креираат и жените и мажите, they have to invest in closing the gaps between women and men. мораат да инвестираат во намалување на разликите помеѓу жените и мажите. So I'm extremely happy and proud that the government of North Macedonia took that step. Така да сум особено горда и среќна што владата на Северна Македонија го презема тој чекор. And they are in the three first. Serbia was first, now North Macedonia is second. It's very, very good timing. И драго ми е што е земјата во првите три, беше Србија прва, сега Македонија втора. And when we work with our gender equality index for all the European Union member states, we can show that Macedonia is not doing so bad. И ако го споредиме со работата што ја правиме за родовиот индекс во земјите членки на ЕУ, можеме да кажеме дека Македонија и не е толку лоша. But I think, as also it seems the government is aware that there are areas where priorities have to be made, and we look forward really to see how this progress will be developed. Но владата е свесна дека има некои приоритети на кои треба да се работи и навистина сакаме да видиме како ќе се развиваат овие работи. To enhance gender equality and non-discrimination in North Macedonia. Делегацијата на ЕУ во Скопје навистина е драго што може да соработува со владата и невладините организации во Северна Македонија да го подобри или да работи на родовата еднаквост и недискриминацијата во земјата. We have been supporting this issue with financial support, and we will continue to do this also in the future. Даваме финансиска поддршка на работењето на ова прашање и исто така ќе продолжиме тоа да го правиме и во иднина. North Macedonia is doing quite well when it comes to gender equality. For example, in power you have many female parliamentarians. Македонија доста добро котира во некои родови прашања, на пример во делот на моќ или овластувања имаме доста представници на жените во собранието. But we want to continue especially to improve the situation when it comes to violence against women and financial resources and empowerment of women when it comes to money and time. Но сакаме повеќе да работиме во доменот на насилството врз жените, приходите и економските услови за жените.
and we are happy to continue to support the government in the important reforms in this area of gender equality. И секако ќе продолжиме да даваме поддршка на владата во работите или прашањата поврзани со родовата еднакост. Представува голема чест и задоволство што и Државниот завод за статистика беше дел од овој процес на производство на овој важен индикатор за креирање политики за рамноправно учество на двата пола во општествениот живот. Ми е драго што фактички овој индикатор представува продолжение на она што Државниот завод за статистика почна да го работи уште пред повеќе од 15 години, односно да произведува податоци согласно така наречените родови статистики, нешто што е различно од дезагрегирањето на податоците само по белегот пол, туку податоци кои навистина возможуваат креирање на квалитетни политики за рамноправен развој на двата пола. Самиот процес, ова не е финален на овој процес, не е крај на овој процес, ова не обврзува и понатаму да работиме на производство на вакви и слични индикатори. И самиот збор индекс покажува развој, нешто што треба се споредува во временски период, така да фактички од овој момент ние започнуваме на серија на производство на ваков тип на податоци, што ќе возможува да го следиме напредокот на овие учеството на двата пола во општеството во еден подолг временски период. Драго ми е уште еднаш повторам што како институција дадовме свој придонес во овозможувањето на вакви податоци во државата. Што покажуваат бројките? Каде имаме, во кое поле имаме најголема родова нееднаквост? Мислам дека во текот на презентацијата ќе чуете детално за тоа што покажува овој индекс, бидејќи не е само ова момент каде што покажува индикатори, тој покажува каде сме, но и каде треба да одиме. И тоа е многу битен момент. Затоа мислам да подобро да се чекате презентацијата, каде што ќе добиете многу подетални информации во однос на овој дел.